Додека Европа трча по критични минерали и се обидува да ја намали зависноста од Кина, Пекинг веќе има изградено доминантна позиција во нивната преработка. Според Американскиот центар за стратегии за критични минерали, Кина од 2001 до 2023 година насочила речиси 100 милиарди долари кон проекти поврзани со критични минерали. Дополнително, според извештајот, доминира и во нивното топење и рафинирање. Клучните фази во кои рудата се претвара во материјали, неопходни за современата индустрија и технологија. Во оваа глобална трка, според експертите, Македонија има ресурс кој може да донесе значителна економска корист и да ја позиционира земјава како важен дел од европските синџири на снабдување – бакарот. Ако пред 5 години беше оценуват како неподобен метал за екстракција, за експлоатација и така натаму во функција на заштита на животната средина, денеска на листата, на европската листа на метали се наоѓа на зелената листа. Така да состојбите се менуваат. Било каде да се свртиме околу нас, тоа се минерали, тоа се метали, тоа се вградени такви компоненти во функционалноста на нашето живење. И ние за тоа треба да бидеме свесни и да го користиме тој потенцијал што го имаме. Како еден од проектите, со кој земјава би можела да се вклучи во синџирите на снабдување со критични минерали, Лепиткова го нагласува рудникот за бакар во Иловица. Проектот со години е во застој, иако за него веќе обезбеден приватен капитал. Според досегашните проектни податоци, предвидено е годишно да се експлоатираат околу 10 милиони тони руда, со просечно производство од над 10.000 тони бакар годишно. Според проценетите резерви, рудникот би работел околу 23 години, но отварањето на нови рударски капацитети, според Лепиткова, мора да оди паралелно со највисоки еколошки стандарди и постојана контрола. Секој рудник е приказна за себе, секое подрачје има своја специфика. Стручната јавност е таа на која што треба да и се верува и таа треба исто така на ист начин да пристапи во аспектот на отварање на еден рудник, да се запазат максимално еколошките стандарди, да се управува вистински со отпадот, со отпадните води, да се применат најсовремени технологии и државата да прави континуиран мониторинг. За Иловица, покрај потенцијалното производство на бакар, инвеститорот најавува и поширок економски ефект. Првата фаза од изградбата на рударскиот комплекс би била вредна околу 340 милиони евра, а проектот би отворил стотици работни места. Дополнително, според инвеститорот, во текот на оперативниот период, околу 75 милиони евра годишно би се сливали кон локални и регионални компании од различни дејности, од угостителство, земјоделство и прехранбена индустрија, до текстилната, хемиската и дрвната индустрија, како и за најчиството и сервисните услуги.